Со гордост најавуваме дека подготвиве нов зелен мастер план за период од 2025 до 2029 година, кој представува стратегија за одржлив развој на нашиот град во следните 4 години. Овој план предвидува забрана за користење на дрва, јаглен за јавните установи, транзиција кон пелети и газ, субвенции за инвертери, за социјално ранливи семејства, контрола и санкции за индустријски загадувачи во соработка со Државен инспекторат. Саем Еко Куманово, промоција на зелени технологии, велосипеди, електрични тротинети, електрични возила, едукација и свест, кампањи за рециклирање, штедење вода и енергија и заштита на природата, поддршка за зелени проекти, пошумување, уредување на паркови и зелени површини, контрола и превенција, следење на квалитетот на воздухот и водата и превенцијата на загадувањето, поддршка за обновливите извори, инсталација на соларни панели и енергетска ефикасност на јавни објекти, соработка со граѓански организации, вклучување на заедницата во чистење и зачување на животната средина. Засадување 50.000 дрвја за 4-годишен период. Паралелно, како втора мерка, ја воведуваме субвенцијата од 5.000 денари за сите граѓани кои ќе одлучат да купат електричен тротинет или велосипед. Со ова сакаме да ја поттикнеме еколошката мобилност и да ги охрабриме кумановци да се движат на здрав и модерен и економичен начин. Покрај тоа, предвидовме и безбедносни паркинг зони за велосипеди и тротинети, како и нови велосипедски патеки кои ќе го поврзат центарот со периферните населби. Третата мерка се однесува на она што сите го чувствуваме, квалитет на воздухот. Ќе поставиме мрежа од современи сензори за мерење на заганеноста на воздухот на повеќе локации низ градот. Сите податоци ќе бидат јавно достапни во реално време преку бесплатна мобилна апликација и информативни панели поставени на улиците и крстосниците. На овој начин секој граѓанин ќе може да ја следи состојбата со квалитетот на воздухот, да има информации без филтри и манипулации.